Гледате вестите на Сител. Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добро вечер, ви благодарам што сте со нас. Обвинителството покрена истрага за помошникот на Палчо, кој според тврдењата на вчерашните завршни зборови во судот го уништил пиштолот со кој били убиени Вања и Панче. Издадени се наредби за претрес, а за приведениот по барање на обвинителството судот му го одземе пасошот. Од обвинителството не откриваат каков исказ дал осомничениот по приведувањето, но информираат дека оваа постапка ќе се води посебно и нема да влијае на судскиот процес за двојното убиство, за кој пресуда е најавена во среда. Лицето Зоран Давидков, кое беше посочено дека го сокрило оружјето со кое биле извршени убиствата на Вања и Панче, е под истрага за помагање на двете злосторства. Неговото име вчера во својот завршен збор го откри обвинетиот Велибор Манев, а по барање на обвинителството беше веднаш уапсен. По наредба најавен обвинител, едно лице е лишено од слобода и против него е поведена истрага за помагање на сторител по извршено кривично дело. Согласно исказот на еден од обвинетите, сега осомничениот помогнал со прикривање на орудијата со кои се извршени кривичните дела. Со тоа им помогнал на обвинетите да не бидат откриени. Обвинителството не открива дали осомничениот ја потврдил изјавата на Манев дека го сокрил оружјето, но за проверка на таквите наводи биле обезбедени судски наредби со кои биле извршени претреси на две локации. Според обвинителството се преземале и други истражни дејствија. Додека трае истрагата, пак Давидков, кој беше посочен од Манев, добил задолжение од судија на претходна постапка повремено да се јавува во судот, а одземен му е и пасошот. Како што велат од обвинителството, тоа го побарале со цел обезбедување на осомничениот до целосно завршување на постапката. Оттаму појаснуваат дека истрагата нема да влијае врз судскиот случај кој е во завршница, а пресудата е веќе најавена за во среда. Истрагата против ова лице представува посебен предмет кој не влијае на судската постапка за двете грабнувања и убиства која е во завршна фаза и во рамките на која јавното обвинителство го подкрепи обвинението со голем број вербални и материјални докази за сторените дела. Велибор Манев вчера во судницата рече дека Љупчо Палевски му се јавил од турската граница и побарал да му се јави на Давидков да го отстрани ранецот во кој се наоѓале оружјето и моторолите кои се користеле во грабнувањата и убиствата на Вања и Панче. И на почеток од судскиот процес, Манев рече дека постои лице кое помогнало во сокривање на тој ранец, ама тогаш не го откри неговото име. Вчера рече дека е вработен во Народната банка и член на партијата Десна. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Уште еден марш на ангелите се одржава попладнево во Кочани, движејќи се од градскиот парк преку Дрговскиот центар, пред општината до полициската станица и зградата каде се сместени судот и обвинителството. Родителите побараа одговорност за виновниците кои овозможиле незаконски да работи објектот на дискотеката Пулс, во која загинаа 62 лица, околу 200 беа повредени. Со свирежи го изразија револтот пред објектот на кафе барот на сопственикот на дискотеката Пулс и пред општината. Пред полициската станица, пак директно од министерот за внатрешни работи, Панче Тошковски побараа одговори за акцијата која кобната вечер била вршена во дискотеката Пулс и дали таа била спроведена законски. Воедно побараа средба и со обвинителите од обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција, кои ја водат постапката за полициските службеници опфатени во овој случај. Болката се претвори во крик на очај. Родителите на 62 млади лица чии животи прерано згаснаа во дискотеката на смртта, денеска со емотивни пораки до жителите на Кочани, но и до целата македонска јавност, масовно да ги поддржат во нивните барања за правда и целосно речистување на случајот, а вистинските виновници да ја сносат заслужената казна. И јас марширам више на секој марш. Моето дете отиде. За кој марширам? За вашите деца, луѓе, за вашите, вие што ги имате дома, тија. Оти утре, не дај Боже, ќе ви се случи и на вас истото. Да не кукате и вие како ние што кукаме и дојдете по гробиштата. Не се плашете, ако ви вршат притисок, не се плашете. Ние мнозинството секојаш победува. Доста од име ние другари, доста. Доста од име трајаваме. На нив ви одговара тоа што трајаве, одговара и. Си ви като вие се овци, трајаве, пасат само одат и ништо друго.
Повторно укажаа на сите нерегуларности и неправилности во работењето на Пулс и побараа одговори од УЈП, полицијата и обвинителството. Дали акцијската контрола е спроведена законски? Дали светлата беа запалени? Дали музиката беше стопирана? Дали службените лица од МВР кои беа таму и видоа дека настанува пожар, воспоставија коридор и ги насочија нашите деца во темницата и чадот полека да не го напушти објектот. И најпрвин не ги пуштаат да излезат. За потоа кога огнот се повеќе беснееше и се создаде толпа од деца кои сакаат да излезат надвор, полицајците ја отворија вратата и први пред децата трчаа кон излезот да се спасат. Дали се утврдени неправилности и одговорностите по кои работеле? Дали сите тие лица вработени во МВР кои беа во акцијска контрола се повикани на распит и се осомничени? Бараме одговори и одговорност од МВР. Бараме средба со ОЈО ГОК. Родителите посочија дека се прави и притисок врз сведоците со цел да се сокрие фактот дека била затворена вратата во дискотеката Пулс од страна на полицијата и наместо децата да бидат спроведени надвор, тие биле враќани назад од полицајците, кои според тврдењето на родителите први избегале. За Сител, Трајан Ристовски. Првата група од 46 повредени во дискотеката Пулс во Кочани утрово заминаа на рехабилитација на Пониква. Сместени се во одморалиштето на МВР, а ќе останат таму во период од 2 недели. Во меѓувреме во тек е реконструкцијата на оделението за физикална терапија во Кочанската болница. Во какви услови ќе се одвива рехабилитацијата на Пониква денеска, провери колегата Даниел Василев. Полициското одморалиште на Пониква ги прими првите повредени од трагедијата во импровизираната дискотека Пулс во Кочани. 46 пациенти денеска се сместија во објектот, каде во наредните 2 недели ќе бидат на рехабилитација со медицински персонал кој ќе се грижи за нив. Повредените ќе предстојуваат по систем на ротација. Секоја група ќе биде сместена по 2 недели. Предност добија повредените кои веќе активно одат на физикална терапија. Доктор, медицинска сестра и физиотерапевти ќе се грижат за закрепнување на физичките повреди. Замислено е да се одвива физикална терапија, да се стави акцент на групните вежби, на групните активности, затоа што не е само од засегнатите делови од телото, туку треба комплет вежби за цело тело, така да се замислени повеќе активности од и групни спортови, значи зумба, аеробик и други активности во однос на физикалната терапија, значи стандардните масажи, вежби. Веќе во втората недела планирана е и работа со психолози. Вклучување на психолози, психолошка поддршка, замислени се групни терапии, направен е распоредот за групните терапии, исто психолозите ќе бидат достапни за индивидуална терапија, за кој кога сака значи да обави индивидуална терапија и во договор со психолозите тоа ќе биде да бидат еден ист психолог кој што ќе биде во текот на целиот престој за да може да има доверба, да стекне доверба повредените за да може да соработуваат. Групните спортови треба да им помогнат на повредените да ја вратат моториката во екстремитетите. Не се плаши. Тргни. Окей, отргни да не те зја. Контролирај ти тоа. Контролирај. Ајде. Зад камерите дел од повредените велат дека се задоволни од условите за рехабилитација кои што ги нуди одморалиштето на МВР. Меѓутоа јавно не сака да говори никој. Дополнително, надлежните не дозволуваат да влеземе внатре за да се увериме дали ги имаат сите услови кои што им се потребни. МВР го отстапи од моралиштето на Министерството за здравство и фондот. Во текот на летото ќе се користи исклучиво за рехабилитација на повредите. Во наредниот период се очекува сите да добијат покана. Ќе бидат контактирани сите кои што се на листата на повредени, кои што претходно ја има формирано Министерството за здравство со Фондот за здравство, значи ќе бидат контактирани сите и ќе имаат шанса сите да присуствуваат. Изборот за Пониква да стане центар за рехабилитација паднал поради близината до градот. Од Кочани до тука се стигнува за околу половина час. Па и родителите и пријателите ќе можат лесно да ги посетуваат повредените.
Но што од есен? Надлежните се уште немаат план како ќе продолжи рехабилитацијата на повредените за неколку месеци од сега. Се бара начин како да добијат непречена физикална терапија со оглед на тоа што одделението во Кочанската болница во моментот се реновира, а очекувањата се дека за дел од повредените рехабилитацијата би можела да трае и до 2 години. Даниел Василев и Бојан Радковиќ, Сител телевизија. ЗАП создаден во лабораторија од клетки на пациентот. Ова е решение кое може да донесе крај за имплантите, но и да значи решение за проблемите со завит. Веста од Кингс коледжот во Лондон го привлече вниманието на светот. Станува збор за дело на професорката Ана Ангелова Валпони, македонка која со својот тим пишува историја. Со неа разговараше Мирјана Давидовска. Растење на природен зап потикнат во лабораторија никогаш беше незамисливо, но денес е веќе возможно. Она што со децении се решаваше со импланти и пломби, денес добива нова димензија. Зап создаден од сопствени клетки на пациентот. Токму оваа научна револуција доаѓа од македонски ум. Професорката Ана Ангелова, македонски научник од Кингс коледж Лондон. Професорката Ангелова е дел од тим кој развил материјал што имитира природната средина потребна за развој на зап.